На пат за Витлеем. Себичноста е современа болест. Болест која го погодува целиот наш свет. Кога влегуваме во ситуации, размислуваме што имаме од тоа, што добиваме. Кога им помагаме на другите, размислуваме што ќе добијам за возврат. Кога слушаме за криза која директно ги погодува другите, си мислиме зошто да се грижам? Тоа мене не ми пречи. Се разбира, важно е да се грижите за себе, за собственото здравје и екзистенција. Сепак има моменти кога дозволуваме нашата егоцентричност да ја преземе контролата врз тоа како гледаме и комуницираме со светот. Во ова време на Божитниот пост се подготвуваме да влеземе во време кое ја нагласува великодушноста, добрата волја, служењето на другите. Зарем не е добро малку да размислиме и за тоа како сме себични ние во одредени ситуации? Зарем не треба да се обидуваме да бараме начини како да бидеме подарешливи? Честопати дозволуваме преокупираноста со самите себе да ги замати посрекните чувства што треба да ги имаме кон другите, членовите на семејството, пријателите, соработниците и познаниците. Честопати имаме тенденција да размислуваме за туѓите проблеми како да не се наши и ги оставаме сами да се снаоѓаат, без разлика дали се духовни, физички или емоционални, финансиски или лични. Додека се подготвуваме да го поздравиме нашиот воплотен Господ, да ја испитаме нашата совест, да направиме попис на себе како се однесуваме со другите, како комуницираме со нив и како размислуваме за нив. Да ги ставиме другите на прво место и да доживееме радост неспоредлива со секоја друга земна радост. Да се грижиме за другите безрезервно и без очекување, како што тоа впрочем го прави нашиот Господ за нас. На пат за Витлеем.